Откако нема конкретен договор за поевтина струја од соседството, стопанството бара начин како да ја преброди енергетската криза со високите сметки за компаниите. Првиот човек на Организацијата на работодавачи на Македонија Ангел Димитров за Алфа вели дека владата мора да покаже сериозност, зашто покрај големите индустријски капацитети на удар ќе бидат и малите компании кои веќе ставаат и клуч на врата. Вели дека сметките за струја им пораснале за повеќе од 10 пати во однос на лани. Стравува дека ако цената на струјата продолжи да расте, бројот на затворени компании ќе биде поголем. Значи се потребни многу похрабри одлуки за да не се доведеме во ситуација после да последиците бидат толку големи да тешко да се надокнадат. За разлика од короната каде што сите држави беа под слични проблеми, сега не е исто. Имаме држави кои имаат многу поевтина цена на струјата и нивното стопанство, нивните компании се поконкурентни на светскиот пазар, што значи нашите компании со 3 пати повисока цена на струјата ќе ја изгубат својата конкурентска моќ. И тоа може да се одрази многу негативно и на бројот на работници и на бројот на компаниите во иднина. Иако владата на бизнисот му вети струја по пониски цени и најави нов пакет помош, сепак за тоа ќе треба да се почека. Стопанството смета дека владината помош од околу 70 милиони евра, колку што тежи новиот пакет, по се изгледа ќе биде недоволна. 70 милиони евра споредено со 1 милиарда што потрошиме за време на короната се многу малку пари и со нив едва да се помогне на фамилиите, на семејствата и некои мали потрошувачки, што владата и сега го прави. Но во овој момент од тие 70 милиона за стопанството не верувам дека и покрај најдобрите желби дека може нешто да се помогне. Стопанството уште од поодамна го вклучи алармо за тешкотиите кои ги имаат поради високите сметки за струја, а државата досега само ја ограничи маржата на трговците со струја на 10%. И додека опозицијата критикува дека состојбата не чини, власта се правда дека договор е можен и земјава нема да се соочи со големи последици. Според најавите, македонската делегација која бара помош од соседството очекува да издействува цена пониска за најмалку 15% од онаа во моментот на берзата. Но проблемот е што за Бугарија како членка на Европската Унија важа строги регулативи во продажбата на струја. На последната средба македонскиот и бугарскиот премиер разговарале за заедничка соработка, но без конкретни детали за тоа по која цена ќе биде испорачена струјата. Инаку стопанството веќе затвори дел од погоните поради високите сметки за струја, па ако во најскоро време нема посериозна помош, кризата за жал ќе се продлабочи.